На овој датум во 1684 година починал францускиот писател Пјер Корнеј, творец на класичната француска трагедија. Пишувал и комедии, религиозни поеми и театарски дела. Негови се трагедиите Сид, Родоген, Никомет, комедијата Лажливец. На денешен ден во 1754 година роден е рускиот цар Павле I Петрович Романов, наследник на Катарина Велика. По доаѓањето на власт во 1796 година ја вовел втората коалиција со англичаните и австријците против французите. Во 1891 година во селото Смоквица е роден Ангел Динев, македонски општественик и публицист. Во своите дела Македонските словени, Илинденската епопеја и политичките убиства во Бугарија го истакнал постоењето на македонската нација. Учесник бил во македонското национал-ослободително движење. На денешен ден во 1904 година во Киев е роден Владимир Хоровиц, руски пианист, еден од најдобрите музичари во 20 век. Во 1944 година станал американски државјанин. Концерти приредувал во Киев, во Берлин, во Лондон, во Њујорк и на други места. На овој ден пред 102 години во Софија почина Ефрем Чучков, македонски револуционер и војвода и член на ВМРО. Бил близок соработник на Гоце Делчев и на други македонски револуционери. На овој датум во 1924 година роден е американскиот државник Джеймс Ерл Джими Картер, председател на САД од 1977 до 1981 година. На денешен ден во 1943 година во Кичевско околу 4000 балисти заедно со германските војници извршиле напад врз македонските партизани и слободната територија во Западна Македонија. Тука тие наишле на жесток 7-часовен отпор од страна на младинската партизанска чета која имала 39 борци. Во борбата загинале речиси сите борци заедно со командирот Лазарески. На овој ден во 1946 година Меѓународниот воен суд во Нирнберг по 10-месечен процес осудил на смрт со бесење 12 германски нацистички старешини поради сторени воени злосторства во Втората светска војна, а тројца на доживотна робија. На денешен ден во 1949 година во Пекинг било прогласено основањето на Народна република Кина. За председател е избран Мао Цетунг. На овој ден пред 65 години прогласена била независноста на најнаселената африканска земја Нигерија, која дотогаш била британска колонија. На овој датум во 1979 година зоната на Панамскиот канал по 70 годишна контрола на САД формално била предадена на управување на Панама. На денешен ден пред 22 години почина Анте Поповски, македонски академик, поет, есеист, препејувач и публицист. Бил директор на НИП Нова Македонија и на Вардар Филм, а во 2 мандата и председател на Друштвото на писателите на Македонија. Член на МАНУ, станал во 2001 година. На овој датум во 2007 година починал Ал Ертер, 4-кратен олимписки шампион во фрлање диск. Бил единствениот кој заедно со Карл Луис успеал да победи на 4 едно по друго олимпијади. Тој бил единствен олимпиец кој при секој освојување на златото ги соборувал олимписките рекорди. На денешен ден пред 10 години во Белград на 73 годишна возраст почина Уснија Реджепова, пејачка на народна музика. Родена е во Скопје, а се прославила пеејќи разни народни песни.
На овој ден пред 7 години, на 94-та годишна возраст, почина легендарниот француски шансониер Шарл Азнавур. Тој сними на 1200 песни на 8 јазици, а беа продадени повеќе од 100 милиони копии од неговите албуми.